Чао, сите и добре дојдовте. Денес ќе зборуваме за настапот на македонската ракометна репрезентација на светското првенство. Ќе направиме преглед на досегашните резултати, ќе ги споделам моите толкувања и ќе ги прогнозираме идните надпревари. Македонија е дел од групата Д, заедно со Унгарија, Холандија и Гвинеа. Во првиот надпревар нашите ракометари одиграа нерешено 27-27 против силната селекција на Унгарија. Ова беше драматичен надпревар во кој покажавме голема борбеност и квалитет. Во вториот надпревар за жал претрпевме пораз од Холандија со резултат 37-32. И покрај поразот, нашите момци покажаа желба и борбеност на теренот. Ремитот против Унгарија е резултат за почит, особено ако се зема предвид квалитетот на противникот. Овој бод може да биде клучен во понатам мощниот тек на првенството. Поразот од Холандија ни покажа дека мораме да работиме на одредени аспекти од играта, но и дека имаме потенцијал за подобри резултати. Со оглед на досегашните надпревари, ветувам дека нашата репрезентација има капацитет да се пласира во следната фаза. Потребно е да се фокусираме на следните надпревари, да ги коригираме грешките и да ја задржиме борбеноста. Со ваков пристап, зошто да не се настануваме и за повисоки дострели? Имаме талент и желба, а со поддршката на навивачите се е можно. Нашата репрезентација покажа дека може да се носи и со најдобрите. Со правилен пристап и посветеност, инатината е светла за македонскиот ракомет. Продолжуваме да навиваме и да веруваме во нашите момци. Ви уверувам што гледавте и се гледаме во наредното видео. Чао!